Почитувани гледачи, добре дојдовте во дневникот на телеканал А1. Еве ги настаните на денот. Христијаните го празнуваат најтешкиот ден во годината, Велики петок, со строг пост. На граничниот премин Богородица денес немаше поголема гужва. Поголем сообраќај се очекува во понеделник попладне, кога македонците и сите други туристи ќе се вратат од продолжениот викенд. Во заедничка Македонија се роди и песна. Како и во се што правиме, така и во неја не води љубовта, велат од граѓанската иницијатива за заедничка Македонија. Екипата на телеканал А1 денес разговараше со еден од изведувачите на песната. Започнуваме со дневникот. Велик петок се празнува со свети литургии и принесување на бескрвна жртва, со читање извадоци од Евангелијата од делот кој ја опишува неделата на страдањата на Синот Божи. Времето на смртта и симнувањето на телото Христово од крстот во црквата се одбележува со вечерно богослужење и со посебен ритуал на изнесување на покривката, на посебно украсена маса пред олтарот кој го символизира гробот на Христос. Потоа, 3 пати се обиколува црквата со покривката што го символизира Исусовото погребување, придружено со звуци на тропала. Црвената прекривка на која се извезени слики од Господовото страдање стои пред олтарот и се целива до денот на неговото воскресение. Обичај е на тој ден да се вапсаат великденски јајца во црвена боја, која со символичка смисла ја представува невино пролеаната крв на Христос. Според христијанското учење, страдањето му предходи на воскресението, а без страдање и смрт нема воскресение. Православниот канон за Велик петок предвидува строг пост со вода, а многу верници на тој ден не пијат, ниту јадат до зајди сонце. За овој ден црквата пропишува најстрог пост денот да помине без јадење и пиење, освен за немокните и престарените, во знак на таговно сеќавање на настаните од она време. Покрај постот на денот на христијанската жалост не се работи по дома ниту на поле.
На Велики петок со литургија се поставува одарот, под кој со молитва за живот и здравје и опростување поминуваат верниците, а особено настанот е интересен за децата. Истиот ден со почеток во 18 часот и 30 минути во Свети Кирил и Методи во Струмица ќе се отслужат риданијата и погребението. За време на риданијата настапува хорот кој го следат верниците, а свештениците покрај редовната служба извршуваат помазување со мирот. Верниците со тоа се осведочуваат за погребението на Христос во гробот. Големите празници со воскресението содржат литија во која верниците и свештениците обкружуваат околу храмот. Литијата символизира движење по улиците на Ерусалим во времето на страдањата и воскреснувањето. На граничниот премин Богородица денес немаше поголема гужва. Непречено и нормализирано се одвиваше сообраќајот, како за излез, така и за влез во нашата држава. Поголем сообраќај се очекува во понеделник попладне, кога македонците и сите други туристи ќе се вратат од продолжениот викенд. Без сообраќаен метеж и поголеми задржувања денес на македонско-грчката граница. Вообичаена пасошка контрола од само неколку минути, непречено и нормализирано се одвива сообраќајот на граничниот премин Богородица. Гужва и застои имало во раните утрински часови, додека после 10 часот значително опаднал бројот на возила и патници кои решиле да ја напуштат државата или да го поминат овој граничен премин. Дали има подолги задржувања на граница? Нема, неверојатно, ми сме устали рано чисто да избегнемо гужва нигде нема. Каже човек да е мање него иначе. Све е било окей, нема гужве, проточно, баш лепо. А овде? Ово нема гужве. Идемо до Солуна на пар дана. Мало да одморимо и враќаме се. Одиме 2-3 дена во Грција за велиденските празници. Нема поголема гужва која што може да видиме на граничните премини. Мислиме дека и на грчкиот граничен премин нема да има толку гужва. Малце надвор од Македонија за велиденските празници. Кој место ги посетите? Тоа ќе одиме во Сок. Тоа како што гледаме нема гужва. Добре, сега за сега. Каде патувате? До Калитеја. Гужва за... Возела. Има, кога има на 5-10 минута за да поминиш. Малко по-тешко е. Што и едно се му прави контрола од Грција за Македонија. На располагање се 4 патнички ленти и 2 за автобуси. Меѓутоа, она што можеше да се забележи е слабиот одзив и намалената фреквенција во текот на денот, како од наша, така и од грчка страна. Поголем сообраќај се очекува во понеделник попладне, кога македонците и сите други туристи ќе се вратат од продолжениот викенд. Невообичаено мирен ден на граничниот премин Богородица. Во текот на денешниот ден забележено е значително помал проток на возила и патници од оној кој што се очекуваше за време на великденските празници. Она што е новитетот пред недела дена на границите меѓу земјите потписнички на Шенгенскиот договор е најавата за детална проверка и на граѓани на Европската Унија заради заштита од тероризам. Досега важеше правилото службениците од граничната полиција да извршат само основна контрола на патниците, односно само да ги проверат нивните патни документи. До сега веќе ќе подлежат и на детална проверка во базата на податоци на украдени и изгубени патни документи на Интерпол, како и во државната база на податоци за украдени, злоупотребени, изгубени и оштетени патни документи. Заселените контроли се воведуваат поради спречување на било какви закани за внатрешната сигурност и јавниот ред на државите членки на Европската Унија. Државјаните мора да имаат уредна патна исправа, која им овозможува премин на границата, а која ќе мора да биде важачка најмалку 3 месеци по истекот на планираниот датум на заменување од територијата на државата членка. Ќе мора да ги оправдаат целите и условите за планираниот престој, како и да располагаат со финансиски средства кои ќе бидат доволни за целото време траење на престојот за враќањето во матичната држава.
Патниците исто така треба да проверат и дали нивните патни документи се важачки, како и да ги проверат информациите за состојбата на граничните премини пред тргнување на патувањето и при тоа треба да изберат премин со помала фреквенција на сообраќај или да тргнат на патување во одреден дел од денот и неделата, кога сообраќајниот метеж е значително помал. Цените пред Великден традиционално поскапуваат. Освен поскапувањето на јајцата и јагнешкото, поскапување има и на овошјето и зеленчукот. Граѓаните велат дека за празниците цените треба да поевтинуваат, а не да поскапуваат. За 20 денари од класа поскапи јајцата за Великден годинава, велат стромичани. На пазарот достапни се различни големини и класи кои и оваа година се поскапи за време на великденските празници. Сепак стромичани велат дека не се толку скапи за да не може да си ги дозволи секој. Продавачите на јајца велат дека цените секоја година поскапуваат за Великден, но барем јајцата се свежи. И цените на боите за јајца варираат. Од иста фирма кај различни продавачи, стромичани бојата може да ја купат од 10 до 25 денари, а сликичките и декорациите од 10 до 50 денари. Да. Мислите дека може да се дозволи секој да купи, дека се многу скапи? Па на место 60, 100, кај го пцуваме се е по 30. Малку поскъпе, ама не много. Все още не сме питали, не сме видели, не сме дойдели до Нида. Поскъпи се как не се? Гордо, прилично цената. 160 денара табличка. Традиционално за Великден подеднакво се троши и јагнешкото месо, па оние кои купуваат цената не им менува ништо. Продавачите во месарниците велат дека се зголемува потрошувачката на јагнешко месо за Великден, а цената годинава за килограм јагнешко изнесува над 300 денари, килограм свинско околу 300, додека пак јунешкото месо достигнува цена и до 400 денари за килограм. Па купуваме јагнешко. А дали е скапо еве јагнешкото за Великден? Не съм питала да ти кажа. Дали купувате јагнешко за Великден? Не јадат децата и не купувам. Дали еве купувате јагнешко за Великден? Обавезно. За јагнешко за Великден обавезно купувам. А скапо ли е јагнешкото за Великден? Сега пред неколку дена беше поевтино, сега малку скапно. Купувате ли јагнешко за Великден? Купуваме. Скапо ли е? Не е толку скапо. Само за Великден и така купуваме некој пат. Граѓаните велат дека не се изненадени од поскапувањето на цените, бидејќи тоа се случува секоја година пред големите христијански празници. Тие сметаат дека наместо да поскапуваат, цените треба да поевтинуваат за празниците. Продолжуваме со дневникот. Со доаѓање на пролетта се разбудија инсектите и влекачите. Крлежите, кои ги има најмногу во тревните површини, се главен фактор за најразлични инфекции. Лекарите советуваат да ги избегнуваме зелените површини. За карлежите, зашто се интересни, мислам така, од наш аспект, бидејќи тие представуваат вектори и пренесуваат повеќе инфективни заболувања. Тие пренесуваат рикеци, тоа е еден вид на бактерии, кои предизвикуваат одредени заболувања. Значи, преку крлеж, кои рикеци, тоа се медитеранска треска, болест медитеранска треска и лајм борелиоза, значи друг вид на рикеција, предизвика посебно интересно во последно време, значи борелиозата, лајмската болест. Освен тоа, тие пренесуваат и доста вирусни хеморагични трески и средноевропскиот вирусен енцефалит. Но за среќа наша, кај нас во Македонија тој вирусен енцефалит го нема, тоа е проблем посебно на Средна Европа. Така да ради тоа е и потребна заштита од крлежи. Значи секое излегување во природа си носи своји ризици, да кажеме, од каснување на влекачи, најчесто нели змии, каснување на инсекти, крлежи и така натаму. Која е нашата заштита? Значи заштита би било, значи да не оставаме крлежите кај идат по откриените делови, да не оставаме откриени делови. Значи панталоните со чорапи да ги погрееме високи, не овако одеме длабоко во шумата со гумени чизми високи, со ракавици, капи, така да, значи, оневозможиме да имаме голо место на телото и пожелно е да се носи светла облика, најнегово бела облика, бидејќи тие се црни, поможе да бидат приметени. Бидејќи крлеж од првите 48 сата уште нема пробиено кожата и нема во тој период да се острани истиот пред да предизвика соодветни оштетување на
кожата, да навлезе во организмот и да ги испушти инфективните агенси. Сепак тој треба да биде стручно останет и да напоменам, нели меѓу народот постои така некое верување со бензин, зејтин, значи апсолутно никако да не се, уопште да не се манипулира со самиот крлеж, најбоље да се јави на матичен лекар, оттаму обично ние ги праќаме на хирурзите, сепак тие се највични за тоа, обично тоа не е ни тежок запад, но треба да биде правилен со пинцета, под коса, убаво да се фати главата, бидејќи доколку дојде до откинување на главата од телото, е многу голема веројатност доколку има такви предизвикувачи да навлезат уште по директно во циркулацијата. Затоа препорачувам да нема манипулации, сами да манипулираме со суспектно нешто, ако ни е на крлеж, да се јавиме на лекар. Во заедничка Македонија се роди и песна. Како и во се што правиме, така и во неа не води љубовта, велот од граѓанската иницијатива за заедничка Македонија. Нашата екипа денес разговараше со еден од изведувачите на песната, кој ни доаѓа токму од нашиот крај. Чекам сон да прејде мрак, срце чука среде тишина. Ова е музичкото дело кое граѓанската иницијатива за заедничка Македонија го промовираше вчера. Песната за само 24 часа најде доста позитивни коментари, гледања и споделувања. Јовче Шиле Пантев е машкиот вокал кој ја изведува песната Стих за љубовта. Песна во која води љубовта има за цел да ги разубави великденските празници, но истовремено праќа и порака граѓаните да останат будни и повторно да се сретнат на заедничката патека. Нашата екипа ова петочно попладне токму на Велики петок се сретна со Јовче, кој пред нашата камера ги сподели моментите од снимањето и екипата која работеше на проектот. Песна ќе остане, ќе прерасне во некој начин evergreen и ќе се користи и ќе се пее години и години од сега, така да нема никаква причина да се работите политизираат. Реков, ова е чиста патриотска песна која се надевам дека ќе ја запее секој еден македонец. Песната која треба да биде честитка за време на празниците има за цел да биде обединувачка и представува химна на граѓанската иницијатива која ја поддржуваат илјадници граѓани. Според Јовче, честа да се биде дел од тимот и да се испее една ваква песна е голема. Емоциите се присутни во секој стих, а пораката која се испраќа е повеќе од моќна. Тоа е чувството, печатокот да се испее песна за Македонија, че на еден чист, искрен, патриотски текст, прекрасна музика, аранжман, така да на кејф сум интерпретацијата и во структурата на самиот текст и интерпретацијата од моја страна и интерпретацијата на девојчето на Марта, апсолутно се емоции на сите страни. Песната, преработката, просто кажано, пука од емоции, патриотски чувства на сите страни. Ова ми е едно меѓу првите, како да кажем, јавни презентации јас како вокалист. И баш на тема Македонија и љубов кон татковината. Прекрасно чувство. Како што истакна од иницијативата, овие денови на големиот христијански празник Великден ќе ги поминат со најблиските во мир, спокој и љубов, но со Македонија во мислите. Своите мирни маршеви ширум градовите низ Македонија, тие ќе ги продолжат во вторник. Се подготвува новиот музеј на живиот свет на Дојранското езеро во Стар Дојран, кој меѓу другото ќе биде и нова туристичка понуда за престојната летна сезона. Објектот наменет за музеј на живиот свет на Дојранското езеро во Стар Дојран деновиве се уредува. Стручни лица од Природонаучниот музеј, како и учесници во проектот од Регионалниот центар за животна средина во Македонија, го уредуваат просторот кој се најавува дека ќе овозможи вистинско освежување во туристичката понуда. Ова следи по подпишувањето на меморандумот за музејот, кој ќе представува подружница на Националната установа Природонаучен музеј на Македонија, сместен во општина Дојран, а го финансира Регионалниот центар за животна средина со канцеларија во Македонија. Значи, целокупната концепција за изгледот на
на музеот е веќе подготвена од страна на стручните лица во Природонаучниот музеј во Скопје. Препаратите се веќе изготвени, таму се, значи во нивните лабораториски услови тие се подготвени, детерминирани се животните, значи со соодветна обработка се обработени, препарирани и сега тука се врши исклучиво поставувањето, односно уредувањето на изложбената поставка. Музеот ќе има два дела, ќе се представи класична збирка на флората и фауната од Оранското езеро, но ќе бидат представени и интерактивни содржини за целосно и вистинско доживување на живиот свет во езерото. Ќе може да се запознаат со градбата на тој жив свет, на пример ќе имаат можност под микроскоп да видат хистолошки препарати, ќе може да ги видат безрбетниците од поблиску, оние што се во помали форми, што не можат секојдневно и секогаш да ги видат. Ќе може да се запознаат со синџирот на исхрана, значи кој кого јаде, нели во еден екосистем и ред други интересни елементи, но севкупно за целиот состав на целата подружница на музеот. Јас не би сакала повеќе да зборувам, бидејќи она што очекуваме, она што е нашата цел е да ги заинтригираме посетителите да дојдат и да посетат да се запознаат со сето она што ќе го понуди музеот. Се очекува музеот да биде готов во текот на месец мај и да биде представен на туристите како и на локалните жители на почетокот од новата летна сезона. Вие сте со дневникот на телеканал А1, а во продолжение да видиме што се случува денес во светот. Хемискиот напад во Сирија е воено злосторство на режимот на председателот Башар Ал-Асад, соопшти Стейт Департментот на САД ја осуди изјавата на Асад, кој тој ја изнесе во специјално интервју за Франс. За жал тоа е типично за Асад. Тој се обидува да прошири лажна информација и да шири конфузија, изјави портпаролот на Стейт Департментот Марк Тонер. Тој ова го изјави како одговор на прашањето за обвинувањата на Асад дека хемискиот напад на 4 април во Хан Шейкун е 100% измислица на САД и на други западни земји. Искрено кажано, тоа е тактика која сме ја гледале дека во минатото ја применува и Русија, рече Тонер. Рече се е без сомневање дека последните напади со хемиско оружје во провинцијата Идлиб се извршени од сирискиот режим, додаде тој. Иднината на Европа зависи од турците кои живеат во европските земји, изјави денеска турскиот председател Реджеп Таип Ердоган на митинг во пресрет на референдумот за уставни измени со кој тој би добил поголеми овластувања. 5 милиони наши браќа од Турција се населија во Европа и тие ќе ја креираат низината иднина, рече Ердоган во обраќањето. Како што јави агенцијата Анадолија, Ердоган нагласи дека шминката од лицето на Европа се избришала и таа сега покажала дека е антиисламска и дека е нетолерантна кон муслиманите. Најмалку 97 мигранти исчезнаа откако нивниот брод потонал близу брегот на Либија, соопшти портпаролот на морнарицата на таа држава генерал Ајуб Кацем. Тој рече дека крајбрежната стража на Либија спасила досега 23 мигранти од Африка од различни националности. Бунтовниците од Боко Харам се повеќе користат деца за самоубиствени напади, се наведува во извештајот на УНИЦЕФ. Во земјите во кои действува Боко Харам во регионот на езерото Чад, Нигерија, Нигер, Камерун и Чад, 27 деца биле искористени од исламистичка групација за самоубиствени напади во првите 3 месеци од оваа година. Минатата година 30 деца извршиле самоубиствени напади во тие држави. Повеќето биле девојчиња, се вели во соопштението на УНИЦЕФ. Бунтот на Боко Харам влегува во 8-та година и во него досега загинале над 20.000 лица. Иште една информација за овој дневник. За време на великденските празници во Македонија ќе биде облачно, а од недела попладне и во ноќните часови кон понеделник се очекуваат поројни врнежи од дожд и грмежи. На места, особено во северозападните делови од државава, се очекува да наврнат околу 20 литри на метар квадратен воден талок. Од недела навечер ќе почне да дува повремено засилен северен ветер. Облачноста ќе настапи од сабота попладне, кога на повеќе
места ќе има краткотраен пороен дожд и услови за појава на ретки грмежи. Според управата за хидрометеоролошки работи, во сабота минималната температура ќе се движи од 2 до 11 степени, а максималната температура од 20 до 26 степени. Во недела ќе има благ пат на максималните температури кои ќе достигнат до 23 степени, а веќе од понеделник максималната температура ќе биде 21 степен. Потоа ќе настапи период на разведрување, но ќе задржи ветровито и посвежо време. Утрата во вторник и среда ќе бидат свежи со минимални температури околу нулата, додека дневните ќе се движат до 21 степен во вторник и 19 степени во среда. Од среда повторно ќе има нов влажен и постуден бран од северозапад, од кој се очекуваат повремени врнежи од дожд, а на планините од снег. Почитувани, ви благодарам на вниманието со кое не следевте. Уживајте во престојните великденски празници и бидете со телеканал А1. Во текот на наредните денови и денес ќе вршиме директни приноси од богослужбите и чествувањето на Великден од целиот југоисток. Телеканал А1 постои само за вас. Пријатно од мене.